Премиерот Камерон сака да ја задржи Британија во Европската унија, но многу британци сакаат да излезат, вклучувајќи некои од неговата партија. Ќе му требаат концесии од неговите континентални партнери, а тоа може да не биде лесно. Велика Британија во основа сака специјален договор. Томас Рајнс од лондонската Chatham House вели дека некои европски држави нема лесно да ја попуштат на Британија, но забележува најмалку еден голем фактор, тоа да се избалансира. Прилично е јасно дека речиси сите други држави во Европската унија сакаат Британија да остане внатре. Британија има една од најголемите економии во Европската унија и е важен глас за слободна трговија, но таа не го користи еврото како валута, ниту пак учествува во договорот за отворени граници. Незиниот народ е се повеќе со отпор кон она што многумина го гледаат како висока цена, претерано регулирање и преголема имиграција што доаѓа со членството во Европската унија. Зборувајќи преку Skype, Кристофер Хаворд од истражувачката организација Отворена Европа вели дека за добивање нови услови Камерон треба да работи со другите членки, а не против нив. Најдобар начин да дојде до најдобар можен договор е да се направат сојузници во Европската унија, а потоа да се изнесе специфични идеи што ќе помогнат на целата унија. Томас Рајнс вели дека Британија може да најде неочекувани сојузници за реформи во унијата. Би очекувал Камерон да се обиде да изгради коалиција околу Германија, ако во тоа успее, има шанси да успее. Многу аналитичари верува дека Камерон ќе добие доволно да ги задоволи своите сограѓани и да ја задржи Британија во Европската унија. Тој процес веќе започна. На својата прва посета на Брисел по изборите, главниот британски преговарач, шефот за финансии Џорџ Осборн, предупреди дека ќе биде решителен и цврст. Има индикации дека брзо ќе се пристапи кон референдумот што ќе реши неизвестноста.